Здрав живот, во кој што разговараме со нутриционисти, се советуваме со цел да започнеме со здрави навики. Велат, од понеделник не се почнува, но зошто да не се почне токму од овој понеделник? Во продолжение ќе споделиме со вас една животна приказна, која што навистина е инспирација да се слушне. Ќе ни ја сподели Мартина Давидовска, која е нутриционист и фитнес тренер, но за сите вас ќе биде едно подсетување што не смееме да правиме и една инспирација од друга страна што треба да правиме. Таа споделува со нас нејзината животна приказна која се надевам дека ќе го задржи вашето внимание. Добро утро. Добро утро и на вас и фала ви на поканата и на честа што можам да ја споделам мојата приказна со сите гледачи и со вас. Мартина, во желбата младите, без разлика, ајде сега да не ограничуваме во години, во желбата за убав и посакуван изглед и посакувана тежина. Така? Некоја, фиктивно, дека ете толку треба да имам, без разлика дали толку ми се одвестува на мојата висина, конституција и така натаму. Девојки се одлучуваат на ригорозни чекори во поглед на исхраната и при тоа несвесно запаѓаат во некои здравствени состојби кои се чести. Станува збор за анорексијата. Така, да. Која е твојата приказна? Па мојата приказна започна пред се од незадоволство тоа како изгледам јас во огледалото, а не тоа како ме гледаат мене другите луѓе. Бидејќи секогаш велеле, па ти убаво изгледаш, не ти е потребно да бидеш толку... многу убаво изгледаш. Да, сега сум задоволна, ама не се што имам поминато. Така да сакам на почетокот да напоменам дека не треба самите на себе да си правиме притисоци. Пред се треба да се консултираме со некои стручни лица кои може да не водат низ тој процес и да ни помогнат. Да не се ограничуваме самите себе. На нутриционисти. Да, па и доктори, доколку така. Мислам, ако сме здрави, и ако навлегуваме здрави во тој процес и да знаеме колку здрави сме, за да можеме да правиме нешто со собственото тело, како да спортуваме и така натаму. Навлезе во една непосакувана здравствена состојба, имаше анорексија. Како се избори со тоа? Прв пат кога имав анорексија, свесно навлегов, бидејќи си ги ограничував своите калории. Завршив од оброк, па дојдов до течни супи и сокови, за да на крај завршам само со едно јаболко. И да не можам да станам буквално од кревет. Во целиот ден? Во целиот ден, да. Да заминам на вежбање, така јас и навлегов во тој фитнес свет. Заминував на вежбање и има справи нели што мерат калории. Јас мислев дека доколку справата откуца, например, 110 калории, колку една банана или јаболко и пол, бидејќи јас тогаш бев навлезена да ги знам сите калориски вредности на одреден производ и доколку видам дека сум потрошила колку што сум внела, јас бев среќна, но тоа уствари само ме уништувало. Таа е една состојба во која што повеќе и умот го запаѓа, психолошки делови и веќе немаш контрола на состојбата, и на самиот себе, и ти се изборуваш со сето тоа. Еве направивме еден вовед во она за што ќе зборуваме, што е поважно и би сакале да се фокусираме денеска. Денеска поголемо внимание даваме на тоа, затоа веламе поважно. Како се изборети со таа состојба? Моите дома исто не знаеа што ми е и ме прашуваа па зашто тоа ми се случува. И пред се станав свесна дека не треба да си го правам. Колку години имаше, извини? 20. Тогаш 20. Да, тогаш имав 20, но јас отпосле си седам сама дома и си викам, па зашто поминав низ таа фаза, нели можеше нешто друго да се направи со самата себе или некој да ме посоветува, но тоа ми биле се притисоци од факултет, кај што јас имам криминалистика завршено и ми се бараше, ги поздравувам сите од таму, и ми се бараше и физичка спремност. Јас не можев сето тоа да го издействувам, бидејќи тогаш имав отприлика 1,75-6 кила на 1,81 сум висока. Што не е ниту страшно, ниту не воопшто. Ама ете, не се допаѓав и од самите тие незадоволства и од сегашна перспектива, од некои притисоци што ми се стварале од самото тоа,
сум дошла до таква фаза. За да на крај заврши факултетот, навлегов јас и во водите на модниот свет, и интернационален модел сум, можам слободно да се пофалам. Имаш предиспозиција за тоа? Да. И тоа сето некако ми се надоврза, за да јас и кога навлегов веќе во тој свет, и тука притисоци ми се случија, и повтор пат имав како секундарна анорексија, но лесно испливав. Бидејќи веќе знаев како, преку нутриционизмот и преку спортот, се извадив од тие канџи на многу полесен начин, за разлика од првиот пат. Старите ќе кажат сега така требало да биде за да ти дојде паметот. Буквално. Буквално, да. Кои се ти први чекори со кои што нутриционизмот буквално велиш те извлече од канџите на анорексијата? Како се почнува во тоа да се стабилизира состојбата која што пред се е здравствено нарушена? Така, почнав со спортот во теретана, така, паралелно. Да, буквално. И сега со тоа велам ајде ќе јадам они што јадат со луѓето внатре, што вежбаат, што се вежбачи, всушност ќе се консултирам. И така некако почнав со нив, за да отпосле се запишам и на пливање, и многу добро ми тргна. И пливањето знаеме дека е многу захтевен спорт и бара полно калории. Морам многу во оваа прилика да ја поздравам и Тања Турунџиева, бидејќи она на мене ми беше нутриционист. Вистина, наш редовен соработник. И она на мене многу ми помогна и ме насочи. И така по полека преку спортот и преку исхраната паралелно цело време. Долг ли беше временскиот период на стабилизација? Колку време е потребно? Психолошка стабилизација цело време трае. Општо земено и здравствено, но и психолошки, што велиш? Здравствено нешто посебно не нарушив, само многу го забрзав метаболизмот и сега ми е многу тешко, например, мускулна маса да зголемам. Бидејќи ми е многу забрзан метаболизмот и бара многу поголем калориски внес. А сега сум фитнес тренер и држам функционални тренинзи. Какви се тие функционални тренинзи? Функционални тренинзи се тренинзи каде што еден човек за да си ги извршува своите секојдневни како да кажам, обврски точно, да, благодарам, не ми текнуваше зборот, обврски, треба да биде спремен, да има и кондиција, за да ги изврши тие обврски, да има и сила. И енергија. И енергија, да. И да биде здрав пред се, за да може да оди на работа, да се враќа. Тоа е тренинг со кетелбел, руски звончиња, со јажиња, имаме и кардио и се вежба и сила со еднорачни текчиња, исчекори, чучњеви. Оние основни вежби. Да, тоа сакав да кажам основни кои посекако ги знаеме, но никако сме ги заборавиле со годините. Така, да. И правилно изведување на истите се разбира. Добро, тоа почнавме да зборуваме. Колку временски период треба за да некако да влезеш во некој нов начин на живот? Сакав да кажам искрено, но тука е спортувањето, па нека биде живот. Колку време треба? За да навлезам од една фаза во друга, така и па да кажеме... Ова го прашувам со цел, затоа што година и пол, две. Година и пол, две. Но предпоставувам дека... Мотивација и волја. Така. Од самата себе ја црпев и општо од YouTube, например, знаев да си пуштам, па да гледам некои видеа, па ќе видам некоја спортистка, па ми се допаѓа таа како изгледа незиното тело, па одам со таа мисла на вежбање, сакам како нези јас да изгледам и така, всушност, тоа ми беше лекот. Да. Она што е позитивно во целата конотација и работа за се ова што го зборуваме наназад, е дека искуството е преточено сега во знаење. Значи, ти сега си нутриционист. Да. Сертифициран, имам завршено. Да, се разбира, затоа велиме си нутриционист. Пред се, на себе го пробуваше она што ти треба да ги консултираш сега сите оние кои што ќе дојдат. Заморче бев. Заморче си беше. За одредени работи. Пробував некако да ги изберам зборовите, но добре, се разбравме. Сакав да кажам дека сите оние кои што ќе дојдат да се консултираат со тебе. Која е главната појдовна точка од која што почнуваш? Многумина се навлечени на брзи диети, навлечени се на брз начин да се дојде до посакуван резултат. Особено
сега кога е пред летон или летос па така пред плажа, сакав да кажам, пред одмор, па сега за добро да изгледам во костумот за капење и да влезам во посакуваниот фустан или не знам што, и се оди на многу брзи диети. Некој кој што, еве не знам, јас како лаик, но јас цел живот и спортувам и здраво се хранам, но не можам да разберам да се исклучат некои намирници и само, например, протеини да се внесуваат за да се исчисти организмот, па да се дојде до посакувана тежина. Од каде тргнуваш ти? Која е поидовната точка? Поидовната точка е од тоа што луѓето не треба да се препуштаат на интернетот и да читаат од интернет. Ништо не е инстант. Јас многу често и овде и тука си прашоците тие за слабини. Кога правиме интервјуа, значи многу често спомнувам дека инстант лек и апче не постои. Ништо не се решава за, мислам, се решава за 3 месеци, 90 дена, бидејќи сите ги спомнуваат како некоја реклама. Што се решава за тие 90 дена? Да исфрлиш вода и да почнеш да разбираш всушност како се живе, да имаш некоја насока. И да почнеш да изгледаш од прилика да те приметуваат твоите дома и ти самиот дека нешто си смени. Дека има исчекор. Да, дека има исчекор. Но не да се добие она цврсто затегнато тело. Тоа е работа. Посакувано. Да. Јас еве тренирам веќе 7 години активност, па можам да кажам и секој ден, освен ако имам некои други обврски па да прерипам ден или два, али сум не знам како да сум обседната со тоа буквално и го сакам тоа и тоа ме влечи, ме лечи, ради тоа секој ден си вежбам и си се посветувам, си имам одредени денови кои мускулни групи ги работам, но јас така вежбам и работам. Тоа не значи дека сите така треба да прават. Заклучокот е дека секој треба да го најде тоа што не му прилега и тоа треба да се обрати на нутриционист и треба да праша како да вежба кај фитнес тренер. Јас сум две во едно, така да слободно може да се обратат. Претходно имам и се поминато, можам слободно да ги насочам и да им кажам. А за луѓето кои имаат анорексија, булимија или се лечат со такви некои расстройства во исхраната, можам слободно да им кажам да заборават на огледалото и да заборават на сликата сами за себе, туку да се препуштат во рацете на луѓето кои што можат да им помогнат и да ги мотивираат пред се. Мартина, верувај дека ова звучеше баш како нека реклама, која што сме ја гледали, нели заборавате го огледалото. Да, буквално да го заборават, бидејќи огледалото знае многу проблеми да направи. Мислам дека повеќе умот. Па да, умот сега, и кога се погледнеш во огледало и тоа ти е некоја комбинација на лудило, буквално. Да, битно е дека тоа завршува и дека поминува. Кога спомена луѓето кои што имаат анорексија, но ги спомена и булимија, значи тоа е една состојба пред анорексија, да речам, прва. Зависи, некои имаат анорексија, некои имаат булимија, но булимијата понатаму, продолжува во анорексија, бидејќи знаеме, они си го празнат самите својот организам претходно што внеле, па преку повраќање го исфрлаат тоа од самите себе и затоа после всушност стануваат анорексични. Сега сакав да те прашам, тоа ми беше вовет во прашањето, се сретнуваш ли со девојки кои што ја имаат состојба? Не признаваат. Те контактираат ли? Да, но не признаваат. Како се забележуваат дека го имаат тоа? Како се забележува? Мислам, добро, ти веројатно го забележуваш поинаку. Јас многу, бидејќи тоа што јас не би можела да го исплашени се плашат да зборуваат за исхраната. Велат дека треба да се биде слаб и дека е тренд да се биде слаб и дека е убаво. Но слаб е да си фит, а не е слаб да си анорексичен. Многу ми е жал, они сега може би ова ќе го слушнат, и јас кога сум слушнала дека тоа не е добро да се биде коска и кожа, и сега сам со себе се бориш, народски коска и кожа, ма сварно е така. И сега ти се бориш самиот со себе и не сакаш да го признаеш тоа. Велиш, јас сум супер и не го признавам тоа. Кога ќе дојде моментот на признанието со самиот себе, тука одиме понатаму и оставаме состојбата на анорексија позади себе. Има епизоди, но ќе пробаш да се избориш. Имаш луѓе околу тебе што ќе ги консултираш и само така. И фамилијата, да. Велиш во тој период личноста треба сама да побера поддршка, обично не прифаќаат никако не се прифаќа, да.
Да, ти си тука за, ете, доколку било која девојка сега Да, може да ме заследат и на Инстаграм. Жена, без разлика. Мартина Давидовска и да ме консултираат, да ми пишат, нема никаков проблем. Прашањето ми беше во контекст на тоа дека имаше многу критики кон оние брзи начини на слабење, критики и од здравствени установи за одредени прашоци, шекови, така натаму, да не ги спомнуваме. Имаше еден таков период за состојките кои што биле во истите, па колку многу влијаат негативно за здравието. Прашањето ми беше во контекст кои се твоите податоци, има ли девојки кои што се борат со тоа во поголем број или не толку? Дали некако, затоа што многу зборуваме и за здравиот начин на живот и за вежбањето и исхраната, дали некако тоа преовладува наспроти оваа друга состојба? Кои се твоите податоци? Јас не можам да кажам статистики, порано ги знаев кога јас бев во таа фаза и знаев дека има многу голем број. Точно цифрата не ја знам, но многу голем број, дури фрапантни бројки. Вистина. И на мажи, Вистина. на тинеџери, не само на девојки. Тоа е се тренд, преовладува сега, има Инстаграм, ТикТок, Јутуб и има некои луѓе што баш со тоа се занимаваат и тоа го пропагираат како тренд некој. Она што го зборуваш, да, и на модни реви сум била, да, и светски модни реви, каде што девојките, сега ќе кажам нешто, не знам дали луѓе во Македонија го знаат тоа, јадат памук за да им се памукот го голтат, за да не чувствуваат глад, а памукот со своите целулозни влакна се шири во желудникот и така не се чувствува глад, но после имаат огромни болки во стомакот и сето тоа. За прашаците се додаток на исхрана. Имаме сега не мора да бидат оние прашаци зборам за слабење. Јас мислам протеински прашаци. Не, зборам за слабење. Никогаш не сум ги конзумирала и не сум поборник за нив и тоа е пак некој инстант апче, ја што го викам волшебно, не постои тоа. Треба спорт и здрава исхрана, без големи исклучувања. Сега ќе исклучам јаглехидрати, па масти, па протеини, па ќе јадам само протеини со масти, па кето. Не, туку да се ограничат јаглехидратите, но не да се исклучат. Кога ќе кажам да се ограничат, да се знае колку број внесуваш во текот на денот и во кој дел од текот на денот ги внесуваш, но не да ги исклучуваш. Ако ти си нашиот пример денеска, дека се може и е успешна приказната, тогаш како изгледа еден твој ден? Во поглед на исхрана и на вежбање? Да, па имам оброци што ги одредено количество на оброци што ги јадам во текот на денот. Некогаш знам да си дозволам нешто што ми е надвор од мојата исхрана, кога ќе се осетам претренирано и уморно и знам некогаш да посегнам. Ете, слаба точка ми е сладоледот мене. Па се што да кажам? Да, но знам да правам здрави варијанти, и да не се препуштам толку често, може 2 до 3 пати месечно, ете да кажеме, но знам како да го потрошам. И не му робувам на тоа што ќе го внесам, бидејќи знам како да го потрошам, да. И ете, овесни снеголки со нискомаслен јогурт, со некое зрнесто овошје, јаболки многу сакам да јадам, хелјда, киноа, јајца исто сакам, извор на протеини домашни, млечни производи, салати, обавезно, јатки, путер од кикирики, маслиново кокосово масло, месо, риба многу сакам, а научив да се пофалам во последно време да спремам и морски плодови. Убаво. Па и тоа ми се допаѓа, да го јадам. Добре, медитеранската храна е нешто што за нашето поднебје е благодет. Да, така во глобала си особено зеленчукот и овошјето што ние го имаме тука го воодушевува целиот свет. Треба да си го конзумираме нашано и нашата македонска традиционална храна си е... Да, и сезонско. Си е број еден. А и гравчето ми се допаѓа. Па како не? Сакам да го јадам, да. Мартина, ти благодарам. Биди насмејана, биди полна со енергија и изгледаш стварно многу добро. Благодарам. Ширија твојата позитивна приказна и се надевам дека ќе се намалуваат бројките на неуспешните приказни, а дека ќе се зголемуваат на оние кои што се избореле и биле успешни. Да, колку што можеме.
тука си ти за совет, кажавме, се разбира, било која девојка, жена, момче. Да, момче, да. Да, кој што му треба совет, може да те побара во тој Слободно, тука сум цело време и сакам да им помагам, и сакам да им ширам и мотивација и позитивна енергија. И сакаш едноставно, како што велиш да кажеш, дека се поминува, доколку се сака, да. дека таа е состојбата која што поминува. Да, поминува. Мозокот да се исклучи малце од таа тема, да се префрлиме на спорт и здрав живот и се поминува. Така, да, само да го смениме, да се преориентираме, да ја смениме. Ете, готово, да. Ти благодарам. Благодарам и на вас.